Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Годинашниот интернационален струмички карневал ќе се одржи од 14 до 21 февруари. Трите главни карневалски денови се 16, 17 и 18 февруари. Ова е само кратка најава со која ги започнуваме денешните Урбани вести, а еве што ќе гледате во нив. Од денеска кино утро за најмладите во кинотека на Македонија. Воздухот во Скопје и денеска загаден. Граѓаните имаат бесплатен јавен превоз. Simply the Best, концерт на македонската опера и балет за Василица. Градежни активности во општина Карпош. Од ноќеска поскапува дизелот за 1 денар. Воздухот во Скопје и денеска е загаден над дозволеното. За ублажување на последиците од аерозагадувањето, во главниот град воведен е бесплатен градски превоз. Прекинати се сите градежни активности на градилиштата, зачестено е мењето на градските улици, а зајакнати се и инспекцијските контроли. Скопје последователно 2 дена е загаден над дозволеното, каде мерните единици некаде покажуваа и 12 пати над дозволеното. Воздухот во Скопје и денеска е загаден над дозволеното. Владата ги активираше мерките за ублажување на последиците од аерозагадувањето во градот Скопје. Бесплатен градски превоз се до намалување на загадувањето, прекин на сите градежни активности на градилиштата, интензивно миење на градските улици, зајакнати инспекцијски контроли, ограничувањето на обуките на автошколите се само дел од вонредните мерки кои што градот Скопје ги воведува со цел намалување на загадувањето во главниот град. Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство се должни да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со хронична астма, лицата со прележан инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, да се реорганизира работното време, лицата на отворено да работат од 11 до 17 часот, да ја спроведат забраната за одржување на спортски надпревари и други манифестации на отворено, да обезбедат услови за зголемени активности на службата за брза помош, домашната посета и патронажната служба. МВР ја зголеми контролата на веќе воведениот сообраќаен режим за тешки товарни возила, чија крајна дестинација не е Скопје, во координација со МВР да се користи обиколницата. Единиците на локална самоуправа се должни да го спроведат издавањето одобренија за дотур на роба во забранети зони за сообраќај со важност од 7 часот и 30 минути, обуките на автошколите да се реализираат во период од 9 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути и по 18 часот. Граѓаните на Скопје веќе 2 дена користат бесплатен јавен превоз. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов информираше дека оваа мерка ќе трае се до моментот на намалување на загадувањето, зашто дополнително ќе бидат известени граѓаните, а автобусите ќе бидат со зачестена фреквенција. Тој апелираше граѓаните без потреба да не користат возила, а доколку мораат да ги користат, во нив да се возат повеќе лица, побара и да не се користат несоодветни материјали за затоплување на домовите. За сега според податоците на мерните станици, речиси нема ефекти на подобрување на квалитетот на воздухот, иако сообраќајот во последните 2 дена беше драстично намален. Единствена надеж за граѓаните е да дувне посилен ветер и да го расчисти воздухот. Четири казни за палење отпад се изречени од страна на град Скопје на 2 физички и 2 правни лица. Од град Скопје информираат дека инспекторите на градот во моментов се излезени на терен и вршат вонредни и зачестени контроли. Екипи на град Скопје во текот на изминатиот месец излегле на терен, извршиле контрола и изрекле 4 казни за палење отпад, од кои 2 се изречени на физички, а 2 на правни лица. Градските власти информираат дека во рамки на мерката за справување со загадувањето на воздухот, каде граѓаните можеа да пријават огнови кои горат на отворено на бесплатната телефонска линија 193, превентивно действуваат со изрекување опомени за палење на отворено. Од град Скопје информираат дека
инспекторите на градот во моментов се излезени на терен и вршат вонредни и зачестени контроли, а последниот извештај вели дека засега нема казнети, бидејќи не констатирале отстапување од пропишаните услови. Надлежност на град Скопје е да врши проверка што се гори и да санкционира физички и правни лица доколку горат недозволени суровини и отпад. Од денеска до 20 јануари секој ден во 12 часот во Кинотека на Македонија во рамки на Кино Утро ќе се прикажува по еден анимиран филм за деца. Цената на билетот е 25 денари, со што се овозможува влез на проекциите на сите граѓани. Кинотеката на Македонија и овој зимски распуст за најмладите ја организира традиционалната филмска програма Кино Утро, именно од денеска до 20 јануари. Секој ден во 12 часот ќе се прикажува по еден филм наменет за целата публика. Денеска Кино Утро започна со филмот Мравко, приказна за 12 годишниот Пеле, кој откако е каснат од мравка добива моќ и се претвора во суперхерој Мравко. Филмот е синхронизиран на македонски и ќе биде прикажан и на 15 јануари. Денешното прикажување на филмот Мравко со нетрпение го чекаа голем број на дечиња од различна возраст, придружувани од родителите или бабите и дедовците. Некои од нив за прв пат ќе гледаат филм во кино, други пак редовно доаѓаат во Кинотека на Македонија. Јас се викам Калина и имам 8,5 години. Јас порано сум доаѓала овде во кино и највеќе сакам да гледам комедија. Јас се викам Виктор. Имам 7 години. Зошто дојде денес? За да гледам филм. Мравко. Па, тука ми е прв пат да доаѓам на А филм. во други кино што најмногу сакаш? Па, не знам. У театар најмногу одам. Дали често доаѓате во кино? Па, да, ја тука и славев и роден ден. Што ќе гледате денес, знаеш? Да. Што? Филмот Мравко. Добро. Со кого најчесто одите во кино? За тата. А повеќе сакаш да гледаш цртани филми или А цртани филм. Уредничката на филмската програма на Кинотека на Македонија, Дамјана Ивановска, истакна дека Кино Утро е одлична шанса за децата да поминат квалитетно време со родителите за време на распустот. Програмата за најмладите, Кино Утро, која ќе се одржува 9 до 20 јануари, е намената токму за сите деца кои се наоѓаат моментално на зимски распуст и ова е одлична шанса и одлична можност заедно со нивните родители, со баба и дедо да посетат Кинотеката на Македонија и да погледнат еден убав цртан или игран филм. Каков е интересот за следење на проекциите? Па, најмладите гледачи веќе ја препознаваат овој период како можност да посетат филм во Кинотека на Македонија, бидејќи ова не е прва проект, прва година во која се организира Кино Утрото. И заинтересираноста е секогаш голема, бидејќи сите деца сакаат да си го исполнат некако времето кога се најслободни и да уживаат во филмските проекти. Цената на билетот е 25 денари. Утре и на 16 јануари на програмата е анимираниот филм Облачно со можност за дожд од ќофтиња. На 11 и 17 јануари Малите виленици Пикси. На 12 и 18 јануари ќе се прикажува Мармадјук и на 13 и 20 јануари филмот Змејска топка 2. Тампонирање на улици, изградба на детска градинка во Бардовци, како и реконструкција на местната заедница, се дел од градежните активности на кои се работи во моментов во општина Карпош. Општина Карпош по новогодишните празници продолжи со интензивни комунални зафати во населеното место Бардовци. Во оваа местна заедница се тампонира улица 2 и улица К, која се наоѓа покрај железничката пруга, се со цел да им се подобри пристапот на граѓаните до нивните стамбени објекти. Од општината информираат дека освен овие активности во тек е изградба на детска градинка во оваа населба. Оваа капитална инвестиција ќе чини 24 милиони денари, од
од кои 7.200.000 денари се финансиски средства обезбедени од Светска банка, додека преостанатиот дел од финансиската конструкција ќе го покрие општината од своите буџетски средства. Исто така во завршна фаза е и реконструкцијата на објектот на местната заедница при општина Карпош, кој се наоѓа во оваа населба. На 12 и 13 јануари на празникот Василица во Македонската опера и балет ќе биде изведен концертот со најдобрите поп-рок хитови од 80-тите и 90-тите години. Василичарскиот концерт по повод Стара нова година Македонската опера и балет го организира од 1993 година и се вбројува меѓу најпосетените концерти. Во петок и сабота на 12 и 13 јануари во 20 часот во салонот на Македонската опера и балет по повод празникот Василица ќе се одржи традиционалниот василичарски концерт. Оваа година концертот носи наслов Simply the Best, односно направен е избор од најдобрите поп-рок хитови од 80-тите и 90-тите години. Публиката ќе има можност да ужива во популарните хитови кои ќе ги исполнат пеачите од македонската естрада: Александар Тарабунов, Елена Петреска, Ана Мицковска, Александра Јанева, Гора Наумовски, Ѓоко Таневски, Бени Шекири, Дани Димитровска, Наташа Малинкова, Лена Затковска, Даниел Дан, гостинот од Хрватска Бојан Јамброшиќ, како и оперските солисти Нада Талевска и Ѓорги Цуцковски. Македонските изведувачи ќе ги придружува хорот и големиот оркестар на Македонската опера и балет под диригентската палка на Бисера Чадловска. Цената на билетот изнесува 800 денари. Почитувајќи ја традицијата на прославување на Стара нова година, Василичарскиот концерт по повод Стара нова година Македонската опера и балет го востанови во 1993 година. Низ годините потоа тој стана препознатлив, популарен и еден од најпосетените настани кај нас. Минатата година Василичарскиот концерт беше насловен Заборавени песни, на кои се изведуваа избрани песни кои веќе ретко се слушаат. Македонската опера и балет минатата година за прв пат по концертот организираше бесплатен коктел, на кој имаше пита со паричка која беше поделена на сите посетители, а сретникот доби гратис билети за целата сезона на Македонската опера и балет. Од ноќеска на полнок за 1 динар поскапува дизелот, а Евросупер 98 и на екстра лесното масло за домаќинство цената се зголемува за половина динар по литар. Ова денеска го одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Дизелот од ноќеска на полнок поскапува за 1 денар по литар, а цената на Евросупер 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за половина денар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,66, односно за 1,29%. Малопродажната цена на бензинот Евросупер 95 останува 66,5 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 68,5 денари, Евродизел за 59,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 48 денари за литар. Како причина за зголемувањето на цените на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,81% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,54% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Преку македонските аеродроми во текот на изминатата 2017 година патувале вкупно 2 милиони патници, што представува пораст од 13% споредено со 2016 година. Според податоците за сообраќајот на патници, најфреквентни дестинации од Скопскиот аеродром во 2017 година беа Истанбул со 12,3%, Цирих, Виена, Базел, Малме и Лондон. 2 милиона патници патувале преку Скопскиот и Охридскиот аеродром во 2017 година, што представува пораст од 13% споредено со 2016 година, соопштуваат од ТАФ Македонија, сумирајќи ги податоците за авиосообраќајот за изминатата година. Паралелно со порастот во сообраќајот на патници, вкупниот број на летови на двата аеродрома во Скопје и во Охрид е зголемен за 7%, достигнувајќи 18.130
30 летови во 2017 година. Според податоците за сообраќајот на патници, најфреквентни дестинации од Скопскиот аеродром во 2017 година беа Истанбул со 12,3% пазарен удел, Цирих 8,6%, Виена 6,5%, Базел 5,3%, Малме 4,6% и Лондон 3,7%. Во однос на уделот на авиокомпаниите во сообраќајот на патници, Визер има превезено најголем број патници со 59% пазарен удел. 7 август беше најфреквентниот ден на аеродромот во Скопје во 2017 година, кога вкупно 8283 патници беа превезени со 98 летови, како резултат на УЕФА Суперкупот. Скопскиот аеродром во 2017 година го забележа најпрометниот август досега, обслужувајќи 216.409 патници, со 23,7% пораст на годишно ниво. Покрај значителниот пораст на бројот на патници, 2017 година исто така беше успешна за ТАВ Македонија и поради тоа што Скопскиот аеродром е рангиран меѓу 10 најдобри аеродроми во Источна Европа, што е трет пат поред во 2015 и 2016 година. Во моментов, мрежата на линии на аеродромот Александар Велики Скопје има вкупно 36 дестинации, а 11 редовни авиокомпании ги обслужуваат овие линии. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без струја ќе останат неколку делови од општина Центар. Прекинот во снабдувањето со електрична енергија е поради изведување технички зафати во дистрибутивната мрежа. Дел од корисниците од улиците Цицо Поповик и Пролет, како и објектите со број 10А, 29, 31 и 33 во општина Центар, утре од 11 часот до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот со снабдувањето со електрична енергија е изведувањето закажани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на Евана Македонија АД. Во следните 2 дена времето ќе биде претежно облачно, а по котлините со појава на магла и ниска облачност. Од четврток попладне следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Од МТМ Метео ги дознаваме температурите по градови. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна matama.mk. Пријатно!